Добро вечер, јас сум Боријан Јовановски, гледате Отворено студио. Вчера во Македонија беше заменикот државен секретар на Соединетите Американски држави Џон Суливан. Тоа е прва посета на вакво високо ниво од Стейт Департментот по 2001 година. Меѓу другото, Суливан застана и во Босна и Херцеговина, од каде што исто така испрати некои важни пораки, а вечера во студиото со мене е заменикот министер за надворешни работи Андреј Жерновски. Добро дојдовте. Со кој би сакал да поразговарам за значењето на оваа посета, но и за она што се случува во регионот, имајќи во предвид тензиите, растечките тензии на релацијата Белград-Приштина, но и состојбите во Босна и Херцеговина. Да почнеме од кај нас. Која е пораката што ја донесе Суливан во Скопје и зошто на САД им требаше вака високо ниво да ни испратат со таа порака со која дојдоа? Дали тоа значи загриженост или потреба од некаква демонстрација на присуството на Соединетите Американски држави во овој регион? Одлично прашање. Доаѓа неговата посета, како што го кажавте, уште од 2001 немаме такво ниво на посета во период кој што е многу сензитивен. Фактички дента кога требаше да започне последната фаза од отварањето на уставните измени и не би рекол загриженост, туку потврда на поддршката која што имаме од Соединетите Американски држави. Оно што мене многу ми значеше е тоа што тој кажа дека САД се залагат за стабилност на југоисточна Европа и дека, цитирам, Македонија гледат како клучен фактор во таа стабилност. Значи не беше употребен само терминот Западен Балкан, туку воопшто југоисточна Европа. Паралелно, за да немаме погресно чувство дека се врши некаков прицок од аспект на загриженост, се одржа средбата на Помпео со Кутрагалос, кој што е веде министер за надворешни работи во. Средбата беше во Вашингтон, каде што пак Помпео зборуваше со представникот на грчкото МНР за престанскиот договор. За стратешки односи, воспоставување меѓу Грција и САД. Дека влегуваме во финалната фаза од нашиот дел од облигацијата, потоа одиме во парламентот во Атина како договор и сакат да го заокружат овој процес. Многу е битно што беше потврдено дека Преспанскиот договор е оној кој што ја води Македонија во НАТО и во Европската унија. И повторно нешто што ни треба на сите нас и тебе гледачите го знаат, тоа е дека со тоа што сме најуспешна приказна во момент од регионот, уво кажете во најавата, за жал и не доаѓаат толку позитивни вести од регионот, Македонија со тоа врши еден огромен позитивен прицок врз преостанатите отворени прашања кои што ги има регионот. Знаете зашто ве прашувам за тоа ниво на присуство, на политичко, и таа демонстрација на волја на Соединетите Американски држави да се заокружат некои прашања. Дали може би станува збор да во официјален Вашингтон постои едно стравување, чекај да видиме овие во Скопје, дал ќе успеат тие 80 да ги задржат некако, во Атина што ќе се случи со оглед на проблематичните односи во владеачката коалиција во Грција, односите меѓу Каменос и Ципрас, поради тоа да, Суливан доаѓа во Скопје, Помпео се среќава со вршителот на должноста министер за надворешни работи на Грција во Вашингтон и инсистира да затварање на прашањето на грчко-македонскиот спор. Значи, да бидеме отворени, ова е стратешки интерес на САД. Јас не би рекол дека постои загриженост, постои желба да се демонстрира финална решителност околу тоа да се затвори ова прашање во регионот. Пред тоа беше во посета во Сараево. Значи има една желба овој регион конечно да се стабилизира. Не оди така лесно, затоа е битна улогата на Македонија во овој процес, каде што со подпишувањето на добрососедските односи прво со Бугарија, договори со Бугарија, потоа и со Грција, навистина испративме на порака дека овој регион може да биде стабилен и сега ние мораме да искористиме оваа шанса затоа што отворените врати кои што ги има НАТО кон нас, и вчера го слушавме поранешниот портпарол на НАТО кој што кажа дека може и 2019 да влеземе во НАТО. Ние во НАРТ ќе станеме, ајде да ги употребиме изразите де јури и де факто, ние де факто стануваме членки на НАТО, бидејќи седнуваме на столчето и веќе разговараме на прв пат ќе седнеме на онаа маса, нема да бидеме надвор,
па некои други да одлучуваат за нас, меѓутоа ние равноправно веќе ќе разговараме со членките како да сме веќе полноправен член. Покрај ова охрабрување во однос на имплементацијата на Преспанскиот договор, во неговата порака се потенцира и потребата од спроведување на реформските процеси, што лично јас како новинар ја прочитав дека немој да се занесете со ова, дека реформите сепак треба да се спроведат и дека тоа се очекува од оваа влада. Се согласувам во целост. И дека целост. како мало подсетување дека може би негде тие реформи и заостануваат. Ние ги започнавме и ги завршивме веќе преговорите за членство во НАТО успешно. Меѓутоа и таму веќе стана дел за овие реформи, бидејќи НАТО не е само одбранбен систем, туку и политички систем. Допрва доаѓаат, ние го започнавме скрини процесот ако зборуваме за нашиот пат кон Европската унија и владата знае, треба знаат и граѓаните, дека не можеме ние кога ќе стане збор за реформите во судството, во слободата на медиумите и така натаму да зборуваме ете го решивме името, тоа е доволно. Значи на крајот на криштата и скрининг процес и отварањето на поглавјата е да ја спремат земјата да биде спремна да седне равноправно со сите членови и да комуницира на тој начин. Така што желбата наша е да завршиме час поскоро. Денеска беа изгласани и сите 4 амандмани и откако ќе го затвориме прашање се надеваме успешно и со гласањето, двата гласања во Атина и за спогодбата и за протоколот за членување наше кон НАТО, конечно да се посветиме на реформите кои што се неопходни. Да го затвориме прашање, навистина бара огромен капацитет и сили, бидејќи нели има струи кои што не сака да ја Македонија во НАТО и во Европската унија. Околу реформите во НАТО. Македонија во НАТО треба да влезе, мислам, партнерите во НАТО треба да бидат сигурни дека безбедносните структури функционираат како треба. Бидејќи стануваме дел од ланецот каде што се постои размена на тие доверливи чувствителни информации во синџирот на размена на информации во алијансата. Дали епизодата со бегството на Груевски на известен начин не ги компрометираше тие структури кои можеби во НАТО да отворат некои знаци на прашање што се случува со овие? Првата загриженост која што постоеше, не само во МНР, во владата, е дали тоа ќе се одржи, ние отворено кажевме дали ова ќе се одржи во однос на нашите аспирации, дали ќе има некакви замеки, но веднаш стигна пораката и од седиштето на НАТО, потоа од седиштето на Европската унија дека нема ова да го попречи нашиот пат, затоа што и тие знаат дека селективниот пристап кон правдата не може да се однесува само на земјите членки внатре, а се случуваат, особено не е коректно да се однесува кон една земја која што е кандидат и од која што се бара да има функционира на правото, а некој тоа да не го почита. Меѓутоа, уште еднаш да кажем дека Македонија и нашата влада докрај ќе инсистира на екстрадиција и ја чекаме одлуката на судот во Унгарија. Продолжуваме со сите можни инструменти што ни се на располагање. Како и да е. Мораме да разбереме дека треба да се однесуваме веќе како членови на НАТО и на Европската унија. Она што јас го почувствував при посетата во Брисел дека што се однесува до НАТО, нас веќе и ни се обраќаат како членови на НАТО во секојдневниот однос и тоа е тоа што ме храбри дека Македонија е пред вратите на НАТО. На крај, овој разговор што го зборуваме и допрва ќе влеземе за една ситуација на несигурност во регионот на Западниот Балкан, замислете како ќе беше се поинаку, како ние ќе разговаравме и како ќе се чувствувавме како граѓани ако Македонија веќе беше членка на НАТО. Тоа е суштината зашто час поскоро треба да го завршиме овој процес. На кое ниво се нашите односи со Унгарија сега? Министрите имаа средба. Што се случи по сите овие драматични. Министрите имаа средба за надворешни работи и господин Димитров и Сјарто, така да размените се ставају околу тоа прашање. Ние не ги криеме нашите амбиции да го видиме Груевски во Македонија. Ке инсистираме докрај. Мораме да внимаваме, да ги продолжиме добрите односи со Унгарија. Унгарија и тоа како потенцираше дека сака да го види овој регион стабилен, дека Македонија, исто како што зборувавме за господин Саливан,
смета дека еден од, ако не и круцијалната причина да има овде фактор да има стабилност, така што мораме да внимаваме на тие односи, но тоа нема да не попречи докаде инсистираме Груевски да го видиме во Македонија и да одговара пред нашите судови. Добро, пред да продолжиме, јас сега би го вклучил колегата Дејан Андоновиќ од Дескот за кусо да поразговараме што има ново во регионот. Дејан, што се случува во Косово по формирањето и официализирањето на косовската армија? Како изгледаат односите сега Белград-Приштина според тонот од официјални представници кои владее во изјавите и на Белград и на Приштина, како да доаѓа до ескалација на тие односи? Па со формирањето на косовската армија дојде до голема ескалација на релација Приштина-Белград, која пак на некој начин се амортизираше со завчерашното обраќање на српскиот претседател Александар Вучич и косовскиот претседател Хашим Тачи во Советот за безбедност на Обединетите нации, каде двајцата си ја кажаа својата вистина за тоа што се случува во регионот и за своите права, колку има право на косовската територија. Ми се чини дека изминативе 2 дена особено дојде до голема ескалација на односите на релација владата во Приштина, предводена од Рамош Харадинај и Европската унија, односно Брисел, и шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини. Имено Харадинај ја обвинува Могерини дека Европа очигледно нема авторитет и не е способна да ги реши работите до крај и дека можеби ќе треба да причекаат некоја друга администрација во Брисел да помогне во конечното решавање на косовското прашање. Особено откако Европа, односно Јоханес Хан и Федерика Могерини и уште еден европратеник побараа од Харадинај да го смени својот преговарачки тим и да го врати во преговорите Хашим Тачи, кој според Брисел е многу посуштествен за преговори со Белград. Каков е, за разлика од Брисел, каков е односот на Вашингтон кон формирањето на косовската армија? Па токму разговорите кои ти пред малку ги водеше. Ми се чини дека иницирано од ова во Советот за безбедност на Обединетите нации, можеби ли во исто време за прв пат утринава, односно синоќа дојде и директно на некој начин вмешување на Вашингтон во преговорите помеѓу Белград и Приштина и помош на Брисел. Имено за прв пат американскиот претседател Доналд Трамп упати писмо до Вучич и упати писмо до Тачи, каде ги повикува двајцата да се вратат на диалогот, да го решат проблемот кој го имаме во регионот и да гледаме напред заедно да се интегрираме во НАТО и во Европската унија. Какви Саливен беше и во Сараево, каква порака испрати од Сараево за регионот? Па слична е пораката како што ја испрати и Доналд Трамп. Да не се гледа во минатото, да се гледа во иднината. Особено што Саливен порача 2 актуелни работи кои се случуваат во Босна и Херцеговина. Прво, дека нема да дојде до никаква сецесија, алудирајќи на обидот на Република Српска, доколку Косово и официјално се прогласи за меѓународно признаена независна држава, Република Српска да се одвои како посебен ентитет, посебна држава или да се приклучи кон Србија. Значи, нема сецесија и оно што е најважно, можеби Боријан, за луѓето кои ги следат состојбите, нема да се дозволи формирање на трет ентитет. Да подсетам, покрај српскиот и муслиманскиот ентитет побара и хрватите во Босна, се разбира со поддршка на тамошниот српски ентитет, со цел конечно да дојде до распад на Босна и Херцеговина, односно Република Српска конечно да се отцепи од Босанско-Херцеговската федерација. Никој не дозволува да било кој се оддели, но од друга страна тоа изгледа како невозможна мисија да се задржат сите тие рогови во вреќа, особено откако Додик е во претседателството. Да, но Додик се сретна со Саливен. Саливен изјави по средбата дека се сретнал со Додик бидејќи ги почитува институциите на Босна и Херцеговина, но не и него лично. Имено рече, он е председавач со претседателството на Босна и Херцеговина, но ние се сретнавме, разговаравме, но и натаму остануваат санкциите, американските санкции воведени кон Додик. Тие подразбираат дека тој ќе биде под санкции се додека не го почитува територијалниот интегритет и суверенитет на Босна. Тоа е воедно една порака на САД кон сите оние политичари кои се заложуваат, кои имаат заложби да дојде до отцепување на постоечките граници на Босна и Херцеговина, а веројатно подоцни на Косово.
Дејан, ти благодарам за оваа анализа за состојбите во регионот. Господин Женовски, слушнавме накусо што како стојат работите, но како и да е, прогнозите за 2019 не тешко е да се рече дека не чека лесна година, особено во регионот и особено во нашето најблиско окружување, за кое станува збор за Косово, бидејќи таму се повеќе се слуша звецкање со оружје, што би се рекло. Токму на тоа мислев на почетокот кога отворивме оваа дебата, за тоа дека за жал повторно од регионот не доаѓаат добри вести, но тука е Македонија со својот позитивен пример да го изврши притисокот. Внимателно наблюдуваме што се случува во Косово, нашиот став беше прилично јасен, ние повикавме да не се избрзува со носење на одлуки кои што го подкупуваат процесот на нормализирање на односите помеѓу Приштина и Белград. Наша заедничка интенција на сите во регион конечно да завладе траен мир. Како влада јасно кажуваме дека помеѓу зборот интеграција и зборот стабилност ставаме знак на еднаквост, бидејќи не гледаме како поинако може овој наш регион на Западен Балкан да се стабилизира ако не отидеме кон интеграцијата. Избрзување, па да е на известен начин избрзување за формирањето на косовската војска. Од каде произлегува таа нужност на косовското раководство? Произлегува навршен притисок кон Белград, меѓутоа она што радува, тоа исто беше нели кажано, е што мене чисто ми израдува навистина писмото на Трамп и до Вучич и до Тачи, и тоа покана директно да дојдат во Белата куќа и конечно да се затвори ова прашање. И мислам дека тоа го докажува и посетата на Саливан на Сараево, дека со многу подсврсти чекори ќе се влезе од страна на САД кон решавање на ова прашање. Пак велам, стратешки интерес е да се стабилизира регионот, да се интегрира. Тоа е нашата огромна шанса која што мора да ја искористиме. Мора да се внимава што се случува. Домино ефектот секојаш бил присуден на Балканот, но пак велам, ние докрај ќе извршиме позитивен притисок да се реши ова прашање. Како го коментирате, односно како го толкувате тоа што имаме една навистина згустата агенда во Вашингтон врзана со регионот, Помпео со грците, Саливан кај нас и со Босна, Трамп пишува на Вучич и на Тачи. Зошто наеднаш толкова внимание на Балканот? Русија ли е факторот кој притиска, да речеме, па и да речем до негде Турција со една незина ревизионистичка варијанта? Многу подсврстото влегување на Русија на Балканот, застапувајќи своите интереси, го натера Вашингтон да влезе, се разбира исто така цврсто, затоа што треба се затвори ова прашање. Ние мора да го искористиме овој момент. Треба граѓаните да знаат што се случува околу нас, не само во Република Македонија, и тоа е главниот мотив зашто треба да заокружиме овој процес. Пак реков, кога би биле ние земја сега членка на НАТО, многу поинаку ќе беше се. И не гледам поголема покана за сите чинители на политичката сцена час поскоро да го затвориме ова прашање. САД многу подсврсто од било кога влегуваат во правостој кон дефинитивно решавање на ова прашање, кон стабилизација на регионот, тоа го гледат преку интеграција, се разбира, во НАТО и Европска унија за сите нас. Очекувам уште по конкретни акции, но да не биеме наивни, нема ни Русија да спие. Постои ли конфронтација меѓу Вашингтон и Брисел со оглед на пораките кои Дејан ни ги пренесе, а во контекст на решавање на косовското прашање? Не би рекол конфронтација, би рекол, и тоа го зборувавме секаде, вчера во Подгорица заврши комитетот кој што беше на министерско ниво од јадрската повелба и САД А5. Повторно се чувствуваше таа атмосфера помеѓу представниците на Косово и на Србија. Меѓутоа, пак велам, беше присутен првиот човек на Стејт департмент за Југоисточна Европа. Го гледам тој притисок и желбата се затвори во прашање. Очекувам да по нова година дојде до нормализирање на односите. И мислам дека од тој аспект сите капацитети ќе ги ставиме како држава. Ние индиректно веќе помагаме, пак ќе кажам, со тоа што позитивен притисок правиме врз овие отворени прашања. Меѓутоа, треба се внимава, треба да биме многу муди, да гледаме што се случува на глобалниот план, кои се сценариите кои што се во игра, и ќе препознаеме кои земји, кои сили имаат интерес собствен
да неговиот регионот интегриран. Ова писмото на Трамп малку ми личи како еве Европа ве оставивме да видиме што ќе направите, нигде вашата работа не оди. Ќе ги викнеме сега двајцава во Вашингтон и таму во Вашингтон ќе решиме работата, исто како што Клинтон ја реши во Дејтон Босна со Дејтонскиот договор, таков каков што е. Тоа пак оди во правец кон тоа дека ќе видиме дефинитивна и одлучна акција на Вашингтон, меѓутоа кумуваше на оваа претходна атмосфера различни ставови, ќе кажам различни ставови од Вашингтон и од Брисел. Зборуваме отворено со нашите пријатели, нашите соседи, за тоа сега мислам дека ќе се синхронизираат и се синхронизираат тие насоки кои што доаѓаат од Брисел и од Вашингтон, така што ова писмо за мене е дефинитивен знак дека се влегува и таму во една финална фаза. Повторно ќе завршам со Македонија, затоа што мора да водиме сметка за овој процес. Час поскоро мора да завршиме нашиот дел од договорот и да закружиме прашање. Вчера на пресконференцијата направи печаток изјавата на Саливен, практично тој призна дека Русија се има замешано во изборите во Соединетите Американски држави, што ретко забележав и тоа, ретко од официјален представник на Вашингтон дошло од така високо ниво, така што ни за начин направи breaking news, малку вести за која беше дистрибуирана и во светот. Зошто тоа мислите дека го кажа во Скопје? Го кажа во Скопје затоа што го знае влијанието на Русија тука и треба, мислам дека сакаше да ги направи работите по јасни за сите нас, можеби не за ние што сме во политиката, особено во сферата на надворешна политика, можеби не за новинарите кои што многу добро ја пратат оваа работа, за пошироката јавност да знае кои се случувањата овде во регионот, кои се игрите околу Македонија, кои што се далеко од завршени и чиј интерес застапува. Го знаеме ставот на Русија за Преспанскиот договор, го знаеме ставот за Русија за референдум, го знаеме ставот за Русија за гласањето во парламентот. Ние ќе продолжиме да ги градиме традиционалните односи пријателски со Русија. Меѓутоа, кажувајќи јасно дека нашиот стратешки интерес е за членување на Македонија во ЕУ и во НАТО и тука нема компромис. На кој дережени се односите со Москва? Односите се на едно дипломатско ниво, односите се на едно ниво, не можам да кажам дека секако пристојно ниво. Руската федерација сега има нов амбасадор во Македонија. Гледам тука една промена, би рекол, на стилот. Јас имав средба со него. Многу е битно, ако сме пријатели, ако ги почитуваме меѓусебните интереси, треба да им се каже токму на пријателите во животот и во политиката кои се вашите амбиции. Нашите амбиции се, пак ќе кажам, членство во НАТО и во ЕУ. Дали тоа нив им одговара или не, тоа е друго прашање. Ние немаме алтернатива и ќе го направиме тоа. Многу ми забележуваат дека приказката со руското влијание како да е надуван балон, бидејќи во реалноста таа ретко, тешко може да се забележи. Не. Како вие ја препознавате? Не би рекол дека е надуван балон. Мислам дека е многу или како да ја препознаеме ние, како јавност? Мислам дека е многу реално тоа што се случува. Не само во Скопје, туку и во Атина. Ние видовме демонстрации пред двата парламента, и во Атина и во Скопје, и не може да се биде наивен, но не треба да не зачуди. Туку треба да ни ги отвори очите и да ни даде дополнителен мотив да го завршиме овој процес, затоа што оваа шанса, ако не ја искористиме, на отворена врата на НАТО, на отворена врата за старт на преговори, се надеваме во јуни идната година со Брисел, тогаш да не бараме вина на друго место. Меѓутоа, од оваа битка мора Македонија да излезе победник. Има сили кои што не сакат, како што кажав претходно, да ја видат Македонија интегрирана во ЕУ и во НАТО. Но прашањето е кој е модусот операнди на тие сили, каде се, кои си, колку се влијателни? Не можам да влезам во детали, меѓутоа можеме да го видиме тој во настапите на опозиционерите. Нема да конкретизирам на кои, меѓутоа влијанието на политичката сцена е ако прилично сериозно. Ако е тоа сведено Јанко Бачев, тоа е банално. Не мислам само на тоа ниво дека мислам дека е на повисоко ниво, меѓутоа решителноста наша да го завршиме овој процес е она што е главна карактеристика на целиот процес и ќе одиме до крај. Дали ни се било како бегството на Груевски низ Албанија, Црна Гора, Србија до Унгарија? За Унгарија ве прашав.
Дали на било кој начин се рефлектираше во односите со Албанија, со Црна Гора, бидејќи во еден момент беа прозвани од премиерот Заев, на прилично високо ниво. Го отворивме вчера и тоа прашање, не, мислам дека во оваа фаза дури не поврза уште повеќе, затоа што треба регионално да се работуваме. Не е ова процес каде што една земја ќе се интегрира без да води сметка што се случува со останатите земји во регионот, со соседите. И очигледна е намерата, тоа и беше состанокот вчера, нели, тој А5 формат, да овој процес оди паралелно, мора да се одвива паралелно, затоа што инаку нема да се постигне целта. Не е само Македонија во прашање се и другите земји, но она што е добро и што е истакнато и во Брисел, Европскиот парламент, да не забораваме со каков ентузијазам не пофали, не се сомнам дека за Македонија идната година ќе биде повеќе успешна. Едно последно прашање. Очигледно е фалата. Надворешто политички план стоиме добро поради овој и поради договорот со Бугарија и решавањето на спорот со Грција. Дали не се плашите, барем дел од јавноста стравува дека ќе ве опфати таа една еуфорија дека многу сме добри и при тоа ќе заборавите практично на суштината на тие евроатлантски интеграцијски процеси од кои јавноста очекува трансформација на државата и конечен крај на една мачна транзиција низ која веќе 27 години возиме во некоја... Бев затоа многу искрен во првиот дел, да кажем, првото полувреме од нашето интервју, бев многу искрен околу тоа дека не можеме ние да го ставиме целиот акцент на надворешна политика, но не случајно е ставен во овој момент, затоа што не мора да го решиме овој проблем. И сакаме час поскоро не го криеме, тој премиерот го кажа тоа. А што побрзо го решиме, толку побрзо ќе се посветиме на конечно на реформите, од кои што зависи секојдневниот живот. Меѓутоа, многу побрзо ќе оствариме целта ако бидеме интегрирани во Европската унија и во НАТО. На крајот на криштата, еве сепак сум тука во име на Министерството за надворешни работи, поентата на надворешната политика е да ја прати целта на внатрешната политика. А внатрешната политика е да создадеме граѓани, животот на граѓаните да биде послободен, побогат и побезбеден. Затоа го правиме се тоа, да имаме можности да дојдеме до фондовите на Европската унија, од аспект на безбедноста да бидеме членови на НАТО, да не се уште стравуваме што ќе се случи во регионот, туку да имаме обезбедено граници, а добре што Македонија е единствена земја во регионот што има решено границата и преку билатералните односи со соседите и преку демаркацијата, што е исто многу битно и затоа сме позитивната приказка, но се тоа се прави за да го подобриме животот на граѓаните. Така е, можеби, но сепак дека така постои негодување меѓу граѓаните, сведочи и репортажата на Искра Оптечевска која беше вчера на протестите во Тетово, каде што студентите артикулира 13 барања кои се многу прецизни и се однесуваат на квалитетот на животот пред се и воопште условите на студентите и на младите во Македонија и упатија пораки кои верувам би требало да стигнат до властите и што побрзо да реагираат за да тоа незадоволство не ескалира понатаму. Па да ја погледнеме репортажата на Искра Оптевчевска, а јас, господине Жириновски, се заблагодарувам за гостувањето во Отворено студио. Благодарам за поканата.